Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание Јади Бурек. Вечерва имаме гостин во студиото, тој е почитуваниот доктор Вело Марковски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, Јанко. Најдов, благодарам за поканата во оваа култна емисија веќе, нели, децении, така. Покултен сте вие од мене, за многу кратко време успеавте да се наметнете на народот и публиката, особено во кризниве години наназад за време на короната. Многу мина се обратија кон вас за совети, за онака кога големиот дел од докторската фела, што се вика, потврли. Неколку души, тука го сметам и доктор Драган Даниловски и уште неколку ваши колеги, сега не се спремам кој да ги спомнам, им се најдовте на луѓето во тие критични моменти. Добро, не беше одамна, него се забораваат работите, не беше краток период, сакам да речам. 2009 година имавме пандемија со свински грип. И тогаш бев многу актуелен и многу помогнав и како резултат на таа пандемија потоа бев прогонет од тогашната власт. Нели? Им се спротивставивте за Тамифлуто? Тамифлуто беше 2005. Да? Да, ова беше птичиот грип. Тоа беше птичиот грип. Тогаш не. Ова беше свинскиот, една пандемија која всушност не беше пандемија. И овој некои нарачани 800.000 вакцини, ако се сеќавате, па то стоеше тогаш таја А1, па имавме еден дуел кој се репризираше 4 пати и така натаму се дигна целата јавност. И помагавме и тогаш, меѓутоа не излековме поуки. СЗО и тогаш изигра, како да кажам, нестручно, непрофесионално. И за време короната, да, ни се случи тоа што ни се случи. За жал, не сакаме да излекуваме поуки, не сакаме да слушаме наука. Имаме една тенденција да мислиме дека секој што ќе прочита нели нешто на Google, на интернет, секој знае медицина. Потоа направија забуна и доста од колегите кои се експерти во своја област, меѓутоа далеко се од инфектологијата или од вирусологијата. И се на се, мислам дека еден проект кој светот го кошташе многу. Веројатно над 15.000 милиарди долари и по бројот на умрени во почетокот многу, потоа некаде тие бројки се изедначија со тие годишните бројки на пневмонии. Значи голем број од пневмониите се прикажуваа како ковид пневмонии. Меѓутоа нашиот регион, Србија, која одлично помина со короната, пред се Русија прво место, па Бугарија, па Србија и ние сме 4 држави што имаме најголема прекумерна смртност во светот и тоа неколку пати го истакнувам и ние не го анализираме тоа. Зошто е тоа така? Бидејќи нели од тие анализи можеме да извлечеме поуки за иднината. Ние имаме некаде за тие 2 години над 17.000 прекумерни смртни случаи, што е повеќе од една голема војна. И гледаме дека изостануваат стручни анализи, стручни трудови, веќе западните држави излегоа со реални трудови, што се случувало, нели, кои се причините за таква прекумерна смртност, кои се причините за смртност, возрастни групи и така натаму. Меѓутоа, бидејќи сега имаме други актуелни теми, па да не се задржуваме премногу. Секако ќе го почитувам, инаку овде ми стои да го расшириме 2 сати, но може да биде проблематично, бидејќи е сега секоја запирка се мери, а не секој збор, да оставиме малку, бидејќи е многу пипава таа тема, про и контра, многу луѓето знаат и погрешно да протумачат, многу елегантно и професионално се изразивте и нема да ве навлекувам да не помислите дека на некој тенок лет, иако мене па искрено. Но ќе ми ветите едно гостување, кај што ќе направиме една анализа вака временска околу тоа што се случуваше. Ретроспективна инаку јас за време короната навистина бев многу активен. Покрај тоа што напишав и доктрина за труд стручен за лекување на пациенти со горно-респираторни инфекции, издадов и книга за биотероризам, така да опфаќам поширок еден проблем и период и има простор за цела една емисија, можеби за неколку емисии на таа тема.
Да си го проголтам, мене што ми доаѓа Јанко јади бурек, сега да бликнам во ова. Но со сета должна почет, ја ви благодарам. Сепак овдека дојдовте да поразговараме, бидејќи како председателски кандидат. Прво да ве прашам не дека нешто е невообичаено, луѓе од вашата феле, високостручни интелектуалци, професионалци, професори да се кандидираат, што е добро во демократијата. Мене лично ме интересира што вас ве натера да влезете во ова. Вие, ако не се лажам, најавивте дека ќе идете во председателска кампања уште октомври минатата година. 19 октомври. Така. 19 октомври. Да, сега постојано се вртиме околу тие мотиви, меѓутоа мислам дека веќе дојде време да зборуваме за други работи. Мотивот е сакам да го објаснам кратко. Така. Ја кажувате вашата визија за целата состојба кај нас и мислам дека нема пофер прашање. Има неколку моменти. Првиот момент е што во еден период од негде скоро година и пол бев член на извршен комитет на ВМРО ДПМН. Еве, вечерва мислам дека поискрено ќе зборувам на таа тема. И бидејќи долго голем број на патриоти се пресликува, се поистоветува само со таа партија, иако не е точно, има патриоти нели кои не се занимаваат со политика и кои се во другите партии. Меѓутоа, бидејќи долго бев јас во таа партија од самиот почеток и близок со врвните луѓе, особено до 98 до 2002 година на партијата, одеднаш бев нели фатен во една состојба која е многу променета или можеби ја не сум знаел, каде што како да кажам, партијата еволуирала некако многу напред, значи многу теми кои мене ме засега и ме болат и го болат македонскиот народ, како да беа надвор од жижата на интересите. Значи еден од мотивите беше тоа што бев таму, видов од внатре како се случуваат работите. Второ, што сум таков по карактер. Значи, јас сум борец, ние сме мијаци, ние сме, како да кажам, во повеќе области никогаш не сакаме да останеме во една област. Јас повремено кажувам, меѓутоа, колку е анализирано. Значи, за мене, во периодот од некаде 1992 година, бев председател на здружение кое го направивме Димитрија Чуповски, другарство Димитрија Чуповски од Папрадиште, бевме многу активни. Ние бројни симпозиум во Ману имавме 96-та. Не ми е мене од сега, него сакав да седам настрана, да оставиме другите да се мешаат. Тој симпозиум на 96-та имавме една специјална емисија, многу клучен. За жал, јас сум единствен жив сведок од тоа председателство што го организираше тој симпозиум во Ману. Иницијатор беше ова другарство. Јас бев тој председател и заедно со Ксенте Богоев, со Блаже Ристевски, со Петар Илиевски, со Ташко Георгиевски, великани, се правеше еднодневен симпозиум и се бараше континуитет на работата на Македонско научно-литературно другарство од 1902 и требаше Ману, имаше кампања, имаше задоволителен одзив во јавност и требаше Ману да се прифати од 1902. Ако 96-та го направивме, тоа ние многу проблеми после тоа ќе ги немавме. Така да индиректно зборите за континуитетот на Ману да биде од 1902 година. Од работата на Македонско научно-литературно другарство, каде што се Димитрија Чуповски, каде што потрошете уште некоја реченица за ова, затоа што и мене не ми е изучувана оваа тема, претпоставам дека и на соседниве држави водат корени, Бану, Сану, нели српската, бугарската, словенската, од некакви здруженија од пред 100-200 години. И сега те имаат академија која е стара 200 години, а ние имаме академија која е стара, нели, која беше 60 и некоја година оформена. Што не е, значи ние работата на Чуповски во тоа Македонско научно-литературно другарство, каде што има 16-17 врвни интелектуалци, та не е случајно здружение. Таму се Дедејков, таму се Константиновиќ докторот, можеме само за него филм да се снима, таму е Нација Димов, таму е Крстен Мисирков, Димитрија Чуповски, се прави
картава што ја гледаме на географската карта е сработена од Чуповски, се работи речник, се пишуваат за македонските работи. И ако тоа не е научна институција од која можеме да земеме ману... За македонските работи не е на Крсте Петков мисля. Тоа е од друштвото. А тоа е све од друштвото. Да, оние тука во цело време тие се во другарството. Значи, тука се бараше континуитет и се најде континуитет во сите години. Да не зборуваме манифесто што го напиша Чуповски. Стои ли тоа дека е некаков континуитет на тоа од 902? Да. Значи, цело време имаме ние научни реферати, научници. Дали е прифатено официјално? Официјално не е, тоа е проблемот. Значи, и сега имаше, минатата година, Ману имаше повторно симпозиум на таа тема. И? Меѓутоа сега немаше клима, немаше поддршка во јавноста, тогаш имаше. Они треба да го поминат во оделенијата. За жал, председателите на Ману не успеваат да го поминат внатре во оделението. Да не ги навредиме бугарите, затоа што не знам кого. Е тој во видите, тогаш на тој симпозиум во првиот ред 2 дена беа сите странски амбасадори. Тоа беше погодено во сршта нели на проблемите. Затоа те сигурно биле таму затоа што се плашеле да не биде некаков радикален национализам како србите. Не, нема тука, нема тоа е. Не, тука нема национализам, тука има наука. Така е, ама и србите го протна сите Срби у една држава, тогаш цел свет не го прифати. Мада албанската сега кога ја направија сите албанци во една држава, некако помирно тоа некако се преджвакува. Добро, можеме една тема историска да направиме. Знаете што, друга емисија ако политикава и вашево кандидирање за председател, да им мислам дека апсолутно задира и во историја. Не, само кога имаме време, можеме да зборуваме за тоа големо албанско. Еве денеска имам една колумна, ја пишувам поред колумни, иако сум жестоко на некој од нив на електронски медиуми, нели, нападнат за некои ставови. Меѓутоа е вака, јас ги гледам и ќе се префрлам од тема на тема, нели, ќе дозволите. Значи, јас тргнав со пресконференција и со еден вид моја мисија, нели, не излегов. Сега гледате што се случува. Ние сме скоро почнуваат изборите, јас не видов друг кандидат да има некаква мисија, платформа, програма. Ме разбирате? Значи, јас излегов со своја мисија, со своја платформа за коалицирање, каде што кажав дека би коалицирал со луѓе кои си ја сакаат Македонија, сакам способни луѓе кои си ја сакаат државата, без разлика од вера, националност и така натаму, и нема да коалицирам со луѓе што макар со еден збор го негирале повеќе милениумското постоење на македонскиот народ, повеќе милениумското постоење на македонскиот јазик и повеќе вековното постоење на македонската нација, сметајќи дека македонската нација почнува од работата баш на тоа македонско научно литературно другарство од 1902 година, каде што ги имаме сите параметри. Сметав дека треба да комплексен е проблемот сега што ни се случува во Македонија. И излегов толку рано, односно не беше тој, за мене не е ни тоа толку рано, со цел да и со чисто срце можам да кажам, се уште сум спокоен, во моментот се собираат подписи, меѓутоа се надевам дека нема да си дозволам да се случуваат околу мене, барем од мене поттикнати некои недемократски процеси кои во моментот ги гледам многу во тек на собирање на подписи. Ајде да бидеме технички поповолни, ќе кажеме неколку пати. Каде се собираат, како може тие што сакаат да го дадат подписот за ваша кандидатура, каде да го направат. Па ќе продолжиме со разговорот и неколку пати значи, го технички вака. Има 34 оделенија и канцеларии на ДИК. На негде 50 или 60 општини, значи скоро половина од општините не се покрини со канцеларии. Значи, званично тие се тие канцеларии, каде што работат од 8 до 8 сатот, тие се генерално во општинските згради, меѓутоа има во близина некаде во некои општини, тие се поранешните Министерство за правда канцеларии што ги имале, ги преземале ДИК. Меѓутоа, тогаш откако ги преземала ДИК не развила ни една канцеларија и оделение. И сега има, значи, можат таму граѓаните додат, да подпишуваат, работат од 8 до 8, работат и саботи и недели.
Тоа што ги видов скоро половината од овие оделенија и канцеларии, нели поголемите се оделенија. Има прекрасен персонал, љубезен, културен, си ја знае работата. Меѓутоа, толку многу има пречки од врвот на ДИК, каде што целата процедура веќе на овие претседателски избори за мене е чудна, бидејќи ни се случуваат многу недемократски процеси. Би сакал да се задржиме. Те ве молам. Да. Кажете. Значи вака се. 10 дена пред започнување на потписи на изборите, ДИК треба да излезе со јасни роковник, упатство, нели чекорите и така натаму. Значи последното упатство излезе на некаде 12 сати пред собирањето на потписите, не пред 10 дена. Потоа јас барав да се отворат барем пунктови се викат, нели канцеларијата ги плаќаат луѓето цела година. И чудно е да речеме нема пункт или канцеларија во аеродром, Ново Лисиче, Илинден, Петровец, Ѓорче, Шуто Оризари, Чајри Будка една, одошто некои градови во Македонија. Така а и во многу општини во Македонија, значи и сега ова го кажавме, значи како можат, меѓутоа реално тука сакам да објаснам, значи тоа давање на потпис е како човек да треба да даде бубрек, донација на бубрек. Зошто? Значи сега треба човек да речеме од Ново Лисиче. Добро. Да се качи во кола, да отиде во општина Центар. Во општина Центар не можеш да најдеш паркинг, нели? Евентуално доди со автобус, па да слезе од Партизанска да иде пешки, па таму нели да го најде тоа оделение, да потпише, значи 3 до 4 сати треба да изгуби. Дали е тоа демократски да вие да не можете своето право да го дадете веќе светот електронски ги дава гласањата или вакви потписи, така, а вие треба да го потрошите цел ден. Да ве тера некој да се качите на врв од планина од 2000 метри, па да се спуштите од таа страна, па да се вратите и да ви рече ај се сврти се 2 чекори направи од стартно место и се тука потпиши. Значи еден лавиринт на неправилни постапки. Бирократијата е во служба на тие што ја владеат. Се работи се за политика, така? Се работи за политика. Јас сум независен кандидат. Така. Имам веќе противници, што не би требало да ми бидат, меѓутоа еве веќе чекори кои мојата матична партија слушам дека има многу недемократски постапки кои ќе ги до документираме па ќе излезам со став. Недемократски? Од вашата матична партија против вас? Па не знам дали е само против мене, меѓутоа да речеме вака. Еве, тоа е веќе конкретно. Вие треба да влезете, сте во некое мало место каде што сите се знаат и сега треба да влезете во општинската зграда, каде што има камера, каде што има обезбедување општинско, каде што градоначалникот е од друга партија, нели, бидејќи се работи за политика, веќе е ова. Значи има општини каде што е неможно луѓето да толку не отишле да се потпишат, бидејќи едноставно самото давање на потпис, викам, една многу сложена процедура од една страна. Од друга страна, половина од Македонија нема вакви подрачни единици или оделенија. Да не речеме општини Росоман, не знам Чашка, не знам Македонска Каменица. Значи, ти да запалиш кола и патуваш 30 километри за да дадеш потпис. Значи сето тоа понатаму, значи одредбите да државата не најде начин. И сега има минатите претседателски избори се одело со пунктови каде што имало 5 или 6 плюс пунктови од овие, барем да се покријат овие поголемиве општини. Гледано политички, сега зошто овие избори се чудни? Ние имаме почнато е собирање на потписи. Тоа завршува на 8 март. Гледаме дека големиве партии во овој процес се уште немаат формално правно кандидати, така? Да, они најавуваат, меѓутоа не знаеме ние на конвенција дали баш така ќе биде. Така, ВМРО ја најавува свој кандидат, меѓутоа тоа е на 2 март ќе биде поминат. Тоа е на 2-3 дена или 4 дена пред завршување на самата процедура. Вакво една недемократска постапка, каде што вие на неколку дена пред тоа ќе му речете на граѓанинот или на својот член, ти нема што да избираш, ние избравме, еве ви го човекот, вие гласете го или не гласете го.
Ова мислам дека ќе остави последици понатаму на политичкиот живот, бидејќи големиве политички партии не покажуваат политичка зрелост. Не покажуваат капацитет демократски и тоа што го нив им смета кога се во опозиција, кога ќе дојдат на власт, го прават истото што го правеле и претходните, односно спротивно прават од тоа што се залагале додека се во опозиција. Значи овој процес, јас не знам, можеби пред мен имало кандидати, можеби кажувале, јас не сум приметил, нели, не се пожалиле. Меѓутоа, изборниот процес започнува оној момент кој ќе започнат, кои ќе се распишат изборите. Не е само кампањата или не е само гласањето. Така да демократски односи и идеални можности за сите треба да имаме и од истиот момент. Знаете, сега јас себе ви благодарам на поканата. Меѓутоа, во законот стои дека медиумите треба избалансирано да покриваат. Сега, мене ми е овој период битен исто тако. Тие што плаќаат националните, големите национални концесионери, треба да им дадат исто време на сите кандидати. Така. Меѓутоа, кандидати, гледате са тоа кандидат на кандидат. Кандидатите сега им треба простор, нели, да кажат своја платформа или идеја, да им кажат на граѓаните, да ги насочат каде треба да гласаат, затоа што ако јас не соберам подписи, тогаш нели не ни можам да бидам викнат во кампањата. Кампањата е за мене сега. Значи пробавме тоа што националните телевизии некој од нив ме викна, меѓутоа се очекува, меѓутоа знаете, ако веќе помине оваа недела, веќе безпредметно ќе биде излегувањето и анализа од моја страна. Затоа што сега ви треба излегување за да ги придобиете, да дадат подпис. Јас реков, одам најдемократски, одам луѓето, значи немам луѓе, немам пари, не можам да агитирам, гледаме некои од партиите имаат рекламни куќички, собираат луѓе, одат партии, нели, организации, имаме вклучени партии, така да остана електронските медиуми, а знаете, они си имаат своји правила на игра и кога сакам нешто да спонзорирам, ми го одбиваат и едноставно остануваш невидлив. Меѓутоа и покрај тоа, мислам дека главниот проблем е што на луѓето не им е дозволено релативно лесно да потрошат половина час и да дадат свој подпис. Скоро многу малце се тие места каде што вие можете за половина час да завршите работа. Врзано е со патувања, со плаќање паркинг, трошење бензин и така натаму. Малце да се ја правам паметен сега, пошто имате време да се искажете. Се сеќавате на ова? Да ми го прочитате ти безночари, тешко ќе. По формата мислам дека ќе ви е јасно. Ова е за вакцинација. Аха, добро. Што го издаде државата? Ковид паспорт. Ковид паспорт. Ви текнува? Ви текнува како беше процедурата да го добиеш ова? Не на ковид. Зборам апликацијата. Значи, внесов матичен број, внесов име и презиме, внесов све и добивам или не добивам. Дали ова мое или не е битно. Така. Сакам да кажам дека процедурата беше многу строга и сега, што нив ќе ги кошта, а малце ќе ги кошта, дури поевтино него да идат со овие сите записници, една апликација на телефон. Секој гласач да може. Значи, регистриран си ти, имаш лична карта, имаш пасош, можеш да добиеш апликацијава, врз основ на твојот матичен број, број на лична карта, број на пасош и така натаму, и од тука ќе кликнам и ќе гласам. Невозможно е да го ова. Не можеш. Почесно е тоа, бидејќи овде сега имаш фактор човек, таму немаш, нели? Ти враќа повратно кој ќе уплативте успешно, нели? Или ти бара некаков код. И ќе ти ја запише и IP адреса и све. Така. И пробај ти сега тоа зедни тоа е многу почесно. Затоа што се работи за 10.000 подписи. Значи не е мала бројка ти да собереш на половина Македонија. Ама барем ќе знаеме на што сме ако ништо друго. Така. Еве, апликација на НЛБ. Крв проплюкав додека ја добив. Third party додека ја добиеш,
па треба да идеш, па таа се регистрира, а софтверот не е на банката, банката го користи, ама овие се тепаат да го задржат затоа што живот им. Сакам да кажам дека постои начин многу едноставно. Сите имаме денеска мобилен. Деца имаат мобилен, а се што е возрастно има мобилен, значи гласање. Така, може да се дадат и двете опции. Ако некој нема, нека оди општина, нека се потпише. Сакам да кажам, Така. Може. Значи, И нема многу да чини. И овие, јас не знам сега, денеска и вчера, дали сум дојден до некои 500-600 потписи, 700-800, не е битно. То тие луѓе им се заблагодарувам, тоа е една храброст, значи да ти а покрај тоа да поминеш општински или партиски обезбедувања и некоја како комисија и така натаму, значи има луѓе со чисти идеи, со јасни ставови и јас сепак се надевам дека тие потписи ќе се соберат, меѓутоа не е во ред да големите партии направиле таков монопол има и во изборниот законник, таков лош закон за демократијата и законот за финансирање на партиите. И само да не забораваме да докажеме дека новите измени на законот, член 63 став 4 дозволуваат да едно лице даде потпис за повеќе кандидати. Чисто и тоа го кажуваат, меѓутоа ви од вашава емисија да го кажеме, значи поентата е јас сакам тројца-четворица го давам правото да се надпреваруваат. Па кој ќе добие, кој ќе ме убеди, па потоа ќе гласам за него. Значи може еден човек да потпише поддршка за кандидатура за повеќе кандидати. Океј. Кој е вашата идеја? Кој е вашиот слоган? Кој е вашата идеја? Што мислите да постигнете ако станете председател? Која е таа разлика што мислите дека можете да ја направите или сакате да ја направите? Која е вашата визија, Вело Марковски, председател на Република Македонија? Северно, у Загреб. Така, значи, ние имаме држава. Таква како што е држава која беше многу подобра, меѓутоа ние тонеме. Значи, тонењето на државата е затоа што во тие институции ние од 90-та година постојано правиме негативна селекција на кадри и цело време доаѓаат луѓе помалку способни од другите. И тоа е тоа што ми сметаше. Сметам дека функцијата председател на државата е многу значајна функција. Тоа е единствената функција која е избрана непосредно од народот и има многу повеќе поддршка него било која влада, нели, бидејќи партиите меѓу себе коалицираат со збир на гласови, сите заедно имаат помалку од гласовите на председателот. Значи го гледам председател дека треба да биде Много интересно, не сум го забележал тоа. Стварно мислите дека една влада? Значи, за да добие еден председател, нели, цензус, треба да има 40% излезност, така? Така е. А за парламентарни партии нема излезност. Колку ќе излезат толку? И 50.000 луѓе ќе се изберат влада, Значи, фала ви на поуките, ја не сум баш многу навлезен. Иако се занимавам со политика, ќе ве разочарам, малку ги знам овие процедури. Значи, добро ги сметам дека председателот треба да биде една здрава независна личност, за да може да биде стожер на обединување на македонското ткиво политичко. Од една страна, од друга страна да биде браник на демократските односи во државата. Значи, ако ние имаме јака независна личност за председател, сигурно нема да се осмелат ни да пробаат некои од овие закони што ги донесува или некои договори што ги прават, нели, кои да му ги подметнат да ги подпише. Па не само што да ги подпише, председателот има и други можности, нели, да делува преку јавното мислење, преку медиумите, значи избрани од граѓаните со огромна поддршка. Тоа што нас ни се случуваше последниве години или децении, каде што имавме партиски председатели, нели, кои на некој начин ќе рипаме, меѓутоа во овој момент партиите уште немаат извадено кандидат. Тој кандидат треба да биде формално, официјално. Значи, тој кандидат ќе биде избран затоа што партијата го избрала, така? Тој не е избран затоа што има своја платформа. И после нормално на некој начин да тој председател ја слуша партијата. Што не е во ред.
Зошто не е во ред? Па партијата има своја платформа. СДСМ си иде со своја платформа, си го става Стево Педаровски или не знам, Фрчковски, ВМРО си има своја, Левица си има своја и нивниот кандидат. Тие платформи за парламентарни избори се друго. Ама вие велите дека секој председателски кандидат треба да е независен од партиите? Не. Тој може да биде од партијата. Зошто да не биде од партијата? Меѓутоа, он ако успее да добие поддршка од значи јасно е партиски гласови не можат на рейтингот на сегашниве партии само од една партија не може да стане председател, нели? Добро. Значи тој дури и да биде избран. Имаме еден систем кој сме се договориле да биде парламентарен систем, да функционира во државата, така? Добро. Со неколку столба. Тој е највисок треба да е парламентот. Потоа имаме независно судство, имаме председател, имаме влада. Ние сме сведоци дека последниве децении владата ги стисна сите други. Значи им ги намали ингеренциите, ги маргинализира, ги злоупотреби и не имаме законски е така. Така треба да биде. Али председателот е, да речам, кралица англиска. Па така се поставија. Еве ние имавме, да речеме, господинот Глигоров беше исто така независен, поддржан нели од СДС, меѓутоа не беше англиска кралица. Имаше активно учество и значи не е председателот од давање на мандатот на владата до нели влијание во економијата преку гувернерот, па дипломатијата скоро јавната дипломатија е 30%, па тајната е 100% негова, па војната е 100% негова, па во судството нели и така натаму. Ентузијазмот на 90-тите беше многу голем, многу јак и стварно мислев дека имаме шанса да бидеме држава и да продолжиме некое наследство од претходниот систем, барем цврстината на институциите и така натаму. Да, Киро Глигоров беше таков, но после тоа Така. Значи може. Значи гледајте сега, ние имавме да се вратиме на короната. Имавме прогласено вонредна состојба на тројца случаи. Во Дебар. Така, Дебар тројца беа. Не ме закачај, имам 300 подпрашања, ќе отиде. Да. Али зборуваме вонредна состојба. Добро. Во вонредна состојба председателот треба да преземе се у државата. Што да стави свој министер ако не му се допаѓа за здравство. Ме разбирате? Така кога владата свати што направија, бргу после тоа не ја продолжија, бидејќи ако сакаше председателот, можеше да им рече: "Са вие седите си како влада, јас во вонредна состојба, јас правам влада, јас правам министри, јас преземам мерки, преземам одговорност." Вака председателот ја презема одговорноста, ама ги остави на име на вонредна состојба да си раководат истите луѓе и да ги имаме тие резултати што ги имаме. Баш и Бозук има. Извинете, тоа е мој збор, не е непрофесионално, сепак е ова јади бурек, не е некоја од висока класа. Култна, да, ама баш заради тоа што е баш и Бозук беше тоа. Единствено, ако гледам автентично некакво делување на председател, кој јас го памтам, тоа е председателот Иванов, кој амнестијата ја даде. Тоа беше шок, го потресе цел свет, на страна како заврши и што заврши. Так. И кога испрати војска на граница доле. Мигрантската криза. И тоа е доказ дека председателот може да направи разлика. Секако, и дека многу има законски можности и дека има модалитети. Прашање е што на крај дали тој председател сака во сенка да си живее мирно или ќе ги брани интересите за тоа што е избран. И сега имаме една состојба каде што навистина мене ми е многу чудна. Имаме или рано е да почнам со анализа на луѓе. Не е рано. Почни, затоа што не знам дали ќе имаме уште една емисија. Ние ќе имаме уште една за председател кој брка втор мандат. А зошто втор мандат кога во овој мандат не гледаме некој резултат, нели? Ја не гледам ништо, ако вие барате некој резултат, не знам што да кажам. Потоа имаме луѓе кои биле градоначалници, едино што да го пофалам, биле пратеници, дека е мирен, дека е спокоен, многу не збори, фин човек, ова она. Што Македонија има ќар од него, јас стварно не знам. Потоа имаме градоначалници кои биле пратеници, градоначалници,
министри, добро луѓе, што не направивте тогаш кога бевте нели на такви функции, кој министер е нели повисока функција од председател, што сега барате доверба, за да сега би направиле поинаку. Мене тоа не ми е јасно. Значи, по мене, единствени ги има уште живи политичари кои можат да речат да, ние бевме министри во владата на Клюсев, ама направивме тоа, и тие имаат образ да побараат повторно да бидат функционери затоа што имаат позитивни резултати. Така, господинот Хередини беше најдобар министер за финансии во Македонија откако постои. Па по него беше и овој Никола Поповски, ако е од СДС. Значи имаме ние министри кои се покажале, или во земјоделие господин Маријан Ѓорчев. И тие имаат образ да побараат повторна функција. Ама луѓе кои биле на функција, а ништо не направиле, ама буквално ништо, дури направиле и афери и така натаму. Тоа не можам да го сватам. Зошто сега? Нели, дајте, или во одреден момент, видите сега, јас сгрешив во некој период, бевме таму во Сорос, добивавме проекти, ама тоа не важи бидејќи тоа е моја грешка у периодот. Па добро, дајте луѓе што не грешеле во однос на нели на државата, на нацијата, на борбата, еве кажав од 96-та се борам ману да биде, не затоа што сум сакал да бидам политичар, затоа што ме болело. Разочарани сте од ВМРО ДПМН, зошто не ве поддржа вас? Воопшто не сум разочаран зошто не ме поддржа. Меѓутоа, постапката, недемократска постапка ме разочарува. Однесувањето на раководството на ВМРО ме разочарува. Значи, не може тоа тесно раководство да нема одговорност. Не може оние наметна, нели, градоначалникот на Скопје, нели, ја наметна да биде кандидат, да го поддржиме независен. Со еден куп луѓе изгинаа ради таа нивна одлука и потоа после 2-3 месеци да кажуваат како тоа е лош избор. Чекайте, а вашата одговорност каде е? Ако е лош избор, а вие сте го избрале. Така, значи, сега, добро, јас нема да се мешам, а вие решите. Јас сгрешив, како да кажам. Ни продолжуваат. Значи, во една постапка, во која требаше во јуни месец да се исфрлат 2 кандидати. Нали, по тие анкети. И од јуни месец да се билдаат до негде септември, октомври и да се исфрли еден кандидат, или во претходните избори каде што имаше представување на повеќе кандидати и така натаму, сега одеднаш се држеше јавноста дека има 23 кандидати, така, не ги видовме, не ги разбравме, немаа можност да се представат пред општинските комитети, немаа можност да се представат своји платформи пред општинските комитети, пред членството, па потоа пред граѓаните. За да на 5 декември се носи одлука на извршен комитет дека ќе има конкурс и тој конкурс се објавува на 5 февруари. Кој може да знае дека ќе има конкурс, кој тој конкурс се држеше? И од тој конкурс се ба единствен услов е да се има поддршка од 30 делегати на таа конвенција или на конгресот. И сега, како да ги најдеш тие делегати? Првин треба списокот, треба ли да биде јавен, па треба ли 23 кандидати додат кај истиот тој делегат да бараат поддршка. Значи, тотално една недемократска процедура, во која на крајот се исфрла кандидат кој е независен. Значи, од 23, од кои најверојатно биле 15 членови на партијата, не се најде ни еден кандидат да му се даде поддршка, се исфрла кандидат кој е независен. Според моје сознание, неколку многу видни личности од ВМРО ДПМН им било понудено да влезат во оваа процедура и имаат одбиено. Но ако земеме, добро, ова го образложивте за ВМРО ДПМН. А уште малце само на ова. Значи сега што имаме? Имаме пред 2 дена имаме напад на господјата Силјановска дека е проруски кадар, не знам таму од, нели, од господинот Ахмети. Што сега ќе ни се случува истото што ни се случува на ниво на град Скопје. Зошто не е нападот сега кон ВМРО дека е проруски, бидејќи е нивни кандидат, така? Од тоа што го реков, што имаме разлика сега во платформата или во човек што е од партијата или што е не мора да е од партијата, ама идеологијата треба да биде иста. Дај да видиме која е идеологијата. Дали е сега Демократската партија за македонско национално единство, нели, ВМРО? Која е идеологијата? Или ќе се криеме сега зад кандидат независен,
па сега народот ќе може да бира. Не, ние сме многу патриоти, ама тоа е председателот си кажа, тоа е незино, не независна или обратно. И тоа е голем проблем, ние ќе имаме повторно голем проблем, нели, во тие демократски односи кои ќе се развиваат после председателските избори, кои ќе имаат влијание и на парламентарните избори. И од тука една незрелост на раководството на ВМРО. Едно однесување многу комотно, каде што добивме голем број градоначалници затоа што народот сакаше да го казни владеачката гарнитура, не затоа што беа заслужени и одработени. Така, ние последните циклуси само народот казнува, нема он да се фати за некакви понудени решенија и ќе ги гласам тие решенија. Извинете, господине Марковски, вака, знаете како ако човек што не е од овде и ве слуша, мисли овде дека ние живееме у Данска, па сега нешто политичка. Ја имам 62 години. По-лош живот не сум видел у оваа држава. Ваква катастрофа, вакво мрцварење на деца, вакви масовни... Значи, јас зборам од моје сведоштво. Извинете, по ходници, оти ја живеам у клиника. У клиника. Кога сите мои комши им ги чував ја клучевите, морав храна да им носам за време на корона, купиште од лешеви, вака, 100 еја. Мириса, смрда, немаше кој да ги изнесе. И за тоа нема одговорност. Да не зборам со снабдувањето, да не зборам со цените, да не зборам понижувањето. И ајде и понижувањето. Зборам сушта живеачка. Сушта живеачка. Ваква катастрофа не е доведена. Иако ова не е работа на председател, работа. Ба не може да помогне да се утепате, не можете Ајде, да Јанко, помогнете. вака, само да дозволете ми. Извинете. Само дозволете ми. И народот има право, и тоа е демократски, да гласа и по некоја инерција. Ја би сакал да сме некој совршен сите и народов сега, има процедури, не, готово, и тука е крај. Човече, ја не знам како не тргнавме ко земјоделциве што се низ Европа, стајско ѓубре да им сврламе. Ова е неверојатно. Ја не знам потрпелив народ, не сум видел вакво газење, вакво мрцварење. Па ја вака сигурно не било за време на окупација. Или вака било. Не знам што друго да кажам. Веројатно. Ајде, го кажавте вие, значи и јас исто мислам дека сме ние окупирани. Од кого не можеме да сватиме. Меѓутоа тоа што мене можеме многу да сватиме кога ќе излезе огласот, господине, кога ќе излезе огласот по национален клуч вработување. Па македонци се прекрстуваат. Тоа е страшно. Ние вака сега имаме села. Веројатно ќе замерат. И тоа гледајте ги се пописот од 65-та. Значи не сме во некој информировски период, сме нормален демократски, нели 65-та, 70-та, многу демократска Југославија. Да. Имате попис села каде што се пишат, не знам, лабуништа, отворите го Google, имаш 5000 македонци муслимани. Са нема ни еден. Сите се пишани албанци или голем дел турци. Ние имаме во своја држава асимилирано над 30.000 луѓе муслимани затоа што се од друга религија. Тоа е голема катастрофа. Замислите, ние се треба да се делиме по религија, па и двете религии, трите религии или многу ги има што во центарот им е истиот Бог. Зошто са ние да се делиме? Истиот Бог е, нема како во антика кога се славеле други богови, животни и така натаму, многу боштво, па и сега да се бориме против такви некои религии. Ние имаме понатаму, рековте, имаме проблем. Меѓутоа, зошто сакав да кажам дека може да се влијае председателот? Значи, луѓе од негде мора да почнеме, така? Ако една институција функционира, тоа ќе биде како камче во водата, нели, со брановите. Значи, овие проблеми што ги кажувате, запрепастувачки за мене, научно, 60 до 70% од луѓето живеат во хроничен стрес. Тој хроничен стрес, што ни го прават повеќе од 35 години, каде што ништо не функционира, каде што се нешто чекаме за 6 месеци готово не премија во Европа, каде што разни мангупи владеат, нели, мангупи.
кои воопшто не им е гајле ни за народ, ни за држава, гледаат нешто, а мислат дека се паметни, на крај исто поминуваат они лошо. Нели, парите што ги печелат им остануваат во странски банки, како пчелички се за странските банки носат, а банкар во странство не ти дава пари, еве, нека слушна дека може да однесат и 100 милиони и никогаш нема да ги видат тие пари. Значи, тој е хроничен стрес сега. Повремено затоа не имаме доедува до акутни состојби, инфаркти, крварења, висок притисок. Ние имаме, претпоставувам дека тони се седативи кои се трошат во државава. Ние имаме болно население, болна нација. И затоа и од тој аспект треба да ги гледаме. Видите, ние имаме луѓе и не е решение бегањето во друга држава, нели од оваа состојба. Луѓето треба да сватат дека треба да останат да се избориме тука да функционираме, бидејќи таму ќе бидат граѓани од втори или од трет ред. Ја проверувам како ве гледат, бидејќи идеме на Facebook на моите два профила. Ко за мене, кој што сум јас изблокиран, телевизијава не иде кај што треба и така натаму. Кога ќе кажете немам простор, ја потполно ве разбирам. Затоа што, знаеш како, робот, знаеш кого најмногу мрази? Не е тој што го заробил, туку тој слободниот. Него што се ослободил. Затоа сум јас секогаш на маргините. Кажете ми, клучните работи на председателот е, нели, како највисок орган на државата. Најболното и најтешко и, мислам, најневозможната мисија. Името. Вака, името има неколку моменти за името. Значи, името ни е сменето во еден сосема недемократски процес, светски процес, и тука имам голема замерка под наводници за нашите правници, кои можеа да го истераат, да го исправат овие процеси. Меѓутоа, мора да се вратиме малку понасад. Значи, 1992 година, мислам дека беше тој клучниот договор меѓу Европска унија и Соединените американски држави за распаднатите републики југословенски. Сеќавате, ќе се сетите. Каде што им се даде пас дека Словенија и Хрватска можат да бидат држави, Србија и Црна Гора ќе бидат држави, ама нели, а за Македонија и Босна ќе треба да исполнуваат услови на Европска унија. Значи, уште тогаш Европска унија имала јасна стратегија дали да ги брани своите членки, пред се Грција беше тогаш член, или затоа што има некои други геостратешки стари процеси, стари поише од 120-30 години. Ние од тогаш имаме проблеми. Значи, во тој договор стои дека ние треба да исполнуваме услови. И кога дојдоа... За разлика од другите. За разлика од другите кои нема услови. Романија, Бугарија, Хрватска, Словенија. Словенија, Хрватска, од овие што беа од Југославија. Никакви услови нема. Што беа од Југославија. Да. Ние бевме потоа во тој период благодарение на ајде анализирајте ми како го разбирате тоа, што значело да под услови. Услови е за да се држат на јадице или додека дојде делбата или да станат нефункционални. Додека дојде делбата да се подели Босна, како ќе се подели и Македонија, што е крајната цел по вас во вашата визија и размислување? Да, можеме. Значи, мора многу назад да се вратиме. Значи, Босна почна одма војната ден после тоа кога ја призна Европска унија и Америка за страјка. Ние немавме војна, меѓутоа се рече ќе има услови. Значи, условите беа смените го знамето, смените го уставот. Ние тогаш менувавме знаме и устав, така. Сеќавате, 92-ра менувавме, имавме друго знаме, 16 кракото сонце ни беше званично знаме на државата. Сте забораиле? Не, ја тоа го знам и знам го процедурата и процесот како беше преку ноќ. Тоа процното, ја имав гостин кој е стручњак за знамиња, за таа символика и грбови. Добро. Значи да продолжам. Значи во старт се постави дека Македонија и Босна ќе имаат услови. Зошто? Затоа што требаше да се заштитат интересите на Грција. Претпоставам, тоа е основниот. Вториот интерес е тоа... Каков е интересот на Грција со Босна? Со Босна? Не, за Македонија зборуваме. Добро. Видите, Босна и Македонија се врзани. 10 век. Доминантна религија во Европа. 4 века е богомилство.
доминантно. Не се католици, не се православни, не се муслимани. Богомилство. Богомилството центар е Македонија, Ерменија, Босна и Украина. Што мислите, кој има од тогаш наваму проблеми? Постојано. Значи, Босна, кога е уште Австро-Унгарија, кога Русија се сложува да ај ќе оставиме на Австро-Унгарија затоа што ќе ни дадат ќе Австро-Унгарија, нели голема сила во тоа време, ќе ги притисне Турција да им дадат слободен пролаз, нели, по морските патишта, па ги изигра, па тоа е голема афера во тоа време, му се смејат на министерот. Не можам да разберам зошто богомилството и богомилските држави кај што имало најмногу богомилство, денеска имаат најмногу проблеми. Која е релацијата? Значи, се работи за една исправна религија, каде што вика нема, меѓу мене и Господ, нема посредници од свештеници. Дали е поп, дали е кардинал, дали е оџа, нема. Значи, нешто протестантски би звучи. Не, тоа се богомилство. Бидејќи и тогаш има еден договор меѓу православните и католиците, има една хајка, нели, тие прогласувани горени живи луѓе и така натаму, и 20 милиони богомили се утепани, потоа е протестанството, потоа што се околу 7 милиони протестанти, нели, убиени, затоа што, нели, таа поделба на религиска е цело време нестреќата во светот. Сите војни се религиозни, така. Ние, пак ќе речам, го славиме истиот Бог, меѓутоа е сега аспектот на католиците повеќе, нели, Нов Завет, Исус, Свети Петар, православни водат малце поназад кон Господ, нели, бидејќи Господ е тој. Муслиманиве треба да го исправат ова што сме правеле грешки, нели, пораките од Господ. Така да има тука поента, нели. Всушност на таа поделба современиот свет функционира врз основа на таа поделба, нели, на православни, католици, муслимани, па се прават судири, па се прават војни, а од тие војни се прават за печалби, не се прават за човекови права. Све е тоа во ред. Пак не можам да разберам. Зошто тогаш ние би им биле некаков трн во око, шака земја од 2 милиона, помали од Панама, кои вака можат да не решат, или да не дадат на Бугарија, или да не поделат со Албанија, или да го... Па кој е интересот на Грција? Грција и Србија има интересот да биде српско-грчка граница. Ако не се лажам од повиците. Не, чекайте. До толку јас ги памтам, бев новинар во Радио Скопје. Ама, значи, што се интересите? Сашто ни се случува? Зошто е овој Преспански договор? Значи, ние сами однатре, значи 913-та не поделија, така? И после поделбата, и после 100 години, остана нечин, македонецот остана. Сега имаат проблем. Проблемот е во Европска Унија. Не е кај нас проблемот. Европска Унија прими во својот состав држави кои не се прилагодени со демократските вредности спрема нивните што ги спомнавте, Данска, Шведска, не знам, Германија, кај што имаат права, националности, малцинства и така натаму. Сега, овие држави не сакаат да признат малцински права. Он вика нашиот таков уставот, па зошто Европска Унија дозволи, нели бара промена на устав. Зошто не го побара тоа на Грција? И ние ќе немавме проблем, ниту ќе се бараше од нас промена на име, ако во Грција се примеа, се дозволеа тие малцински права, македонци, турци, не знам кои ги има, да имаат, значи таму има и во Бугарија исто имате чисти нации кои не дозволуваат. И тоа е клучниот проблем. Зошто нас не тераат сега да менувам име? Затоа што се треба ние самите да си го смениме. Ние смениме име, господин Марков. Да, не можеме да се навикнеме. Сега не тераат да го смениме јазикот, нели, да прифатиме дека сме бугари, нова држава. Не, они не бараат бугари, ниф им е битно да бидеме ние северно македонци после 45-та. Се тоа што било пред 45-та не е тоа. Да нема македонци, северно-македонски граѓани. Така, и тоа е опасна теорија, бидејќи во основа на старомакедонскиот јазик има докази дека е стар неколку илјади години, најмалце неколку илјади години. Значи, каменот од Розетна, Толомеј, еден од трите јазици е старомакедонскиот јазик. Нам овде е презентиран целиот јазик и значи, сега одеднаш се пушта теорија дека всушност нема старомакедонски јазик, нема македонски јазик како континуитет, и ако имаме зборови во тој каменот од Розетна, колку е тоа мало, 60 треба да имаме 60 збора идентични со денешните. И сега старобугарскиот е основа на сите словенски јазици. Разбирате што значи тоа?
каков удар е тоа на сите словенски држави, кои преку ноќ не го губиме ние сега идентитетот, го губат сите словенски држави. Можете вие, ако станете председател, да преземете нешто во врска со тоа? Па да, зошто да не? Значи имаше неколку опции. Ја ве прашувам. Не, еве ги опции. Дали вие кога ќе застанете ќе речете добро вечер, граѓани на Република Македонија, или ќе морате по протокол, ќе бидете принудени да кажете Северна Македонија. Тоа пак ќе биде на ваша волја и дали ќе можете и дали ќе сакате и дали ќе го правите тоа. Еве, тоа е мене конкретно прашање од уредникот што го има. Ако. Не до вас, до сите кандидати што ќе бидат. Значи ние пак ќе морам да се вратам пред да го прекинавме. Што се случуваше во тие 30 години кога бара од нас да исполнуваме? Ама на прашањево ќе ми одговорите директно. Памтите го вие, да не памтам се. Значи, во тие 30 години не имавме пријатели. Така? Еве, имавме Соединените американски држави кои ако нели сметам, меѓутоа они не дозволија 2001 година да не разделат, не учествуваа во поделбата 913 на Македонија, значи надвор се од овие процеси. Така е. И сега имаме ние лидери кои они пробуваат, имаме партнерство, стратешки партнери, се договараат, нели, одат во Вашингтон, луѓе, ајде сега смените го името за надвор. Внатре ништо нема да биде, ќе влезете во НАТО, ќе ве помогнеме за Европска унија и добро, важи, нема проблем, се договоривме. Се враќаат во Македонија, шират популизам, спротивно на тоа што се договориле. И тоа трае 30 години. Значи, оваа промена на Преспанскиот договор е резултат на една грешна, површна политика во последните 30 години. Тоа ми беше поентата. Значи, демократскиот свет, знаете кога ни правеше блокада Грција 91 која беше? Ние одевме на одмор во Грција, меѓутоа една демократска Данска ги блокираше сите грчки производи, ако се сеќавате. Значи има особено Европа, има демократски капацитет. Ама кога вие самите прифаќате, не барате помош, што можат они да ни прават? И сега се враќам на договорот. И обратно беше. Пошто бев новинар, ја знам веста, Грција ги бојкотираше холандските производи, кога ја призна Македонија, поготово за фетата. Па испадна дека заради својата фета оти слабо им се плацираше да си направат економски интерес. Так. И да видиш како си се разбраа холандјаните и грците. Феноменално. На Преспанскиот договор, нели се враќаме? Значи, се подпишува договор кој е спротивен на важечките закони во Македонија. Така? Добро. Има устав Добро. И закони. Добро. Нема референдум како платформа да му се дозволи да... Така, нема референдум. Имаме платформа во собрание, имаме референдум. Насилно. Ке го мениме, значи насилно се менува. Насилно. Што беше решение? Насилно Го спомнавте председателот Иванов, жив, здрав. При памет. Не му подпишува, нели, промената. Не ја подпиша. Излегува во службен вестник подпишана од председателот на собрание. Така. Така. Кој беше избран како што беше избран, прашање и дали беше избран и дали е председател на собрание легално. Излезе во службен вестник. Тоа е голема афера. Во соседна Србија за еден таков документ после неколку години сите заврши у затвор. Излегло службен вестник не подпишан од соодветното лице. Тоа беше еден многу елегантен начин да го пуштиме до Уставен суд во одреден момент и Уставен суд да најде процедурални проблеми во тој договор. Така. Побрза Светски македонски конгрес го пушти тоа истава идеја, ја пушти до Уставен суд, кога знаеме кои се сега во Уставниот суд. Председателот на државата има 20 уставни судии. Со промена на председател веќе климата во Уставен суд е друга. Значи можевме еден од аргументите. Така. Вториот аргумент. Подпишање договор понижувачки. Не сум правник, меѓутоа тоа што го читам. Договори во меѓународно право кои се понижувачки или како од една страна нели на сила окупирани така натаму се неважечки. Значи во таа процедура председателот треба да собере тим на експерти. Да има волја, да има желба, меѓутоа не може тој сам преку ноќ да реди се и тоа не важи, ќе биде смешно. Меѓутоа со тим од експерти, со тим од меѓународни правници, експерти од други држави да викнеме. Ние не го искористивме пресудата во Хаг, ние имавме пресуди и не побаравме оштета. Така. И сега веројатно сигурно има многу процедури кои се свесни сме, значи не може да ти наметне некој бришење, тоа е геноцид и не може да биде тоа правно
по меѓународни демократски закони да биде валидно. Значи сите тие, тој председателот не може да се очекува сега да речеш, ајде готово денеска не важи. Нема таква моќ председателот. И тоа може, ако сака, нели, ако има клима, ако се создаде клима во научната јавност, ако се создаде клима во владата, во парламентот, може тој договор и да се раскине. Така, може да се раскине. Бидејќи ако таму договорот е сега, како може да биде договор валиден каде што стои дека не може да се раскине никогаш? Има ли таков договор? Значи тие се, како да кажеме, имало окупации, се правеле територии, поделби градоначалници, готово вечна дружба, ама тоа кој ќе заврши, помина тој договор не е поминат низ процедурата во грчкиот парламент. Они немаат обврска, знаете. Они немаат обврска во договорот. Ако го читат убаво, јас морав да го читам ради овие избори, бидејќи правиш отпор, они немаат обврска да го поминат. Замислите каков договор. Но тоа мислам не е во сите канали на Обединените нации не е поминат договорот. Не. Да, така да, значи, ова е невалиден договор и не може договор. И пак ќе речам, тука беше тој председател треба да се создаде една овај клима. Тој процес на бришење на еден народ е опасен. Мислиш дека е ова само против македонарот или се случува некаква десловенизација на Балканот? Не, има глобализација една, не е десловенизација. Или белата раса е проблем? Глобализација некој која треба да не функционира на класичен начин така како што ние знаеме државите, туку да бидат глобално контролирани. Тоа има влијание. Меѓутоа ова со бришењето на македонскиот народ, нели, бидејќи са јазикот нашиот еден од 10 најстари јазици во свет, со научни докази, стручни труди и така натаму, сега одеднаш се прекрстува, сами го прекрстуваме, и не е наивно, во историјата има случаи каде што, нели, тие фалсификати... Што им е проблем? Што можеме ние да направиме? Еве и да знаат, еве и да прифатат дека сме најстари. Што? Што ќе направиме? Ќе идеме да ги тепаме по уши? Ќе ги окупираме? Не треба да ги тепаме. Ама не, што е тогаш стравот? Стравот е Европска унија. Што е стравот Европска унија? Стравот по нивните процедури, законски на нивните татковци што отвориле, треба да му даде човекови права. Он не ќе да му даде човекови права, он сака да биде чиста држава. Па не знам, треба да ги прашаме нив. Ама знаете како? Ја работам како нашите... Лари Кинг. Само прашувам, зошто? Не дека вие треба да го дадете одговорот. Идеме до каде и велите, треба нив да ги прашаме. Ни сами не знаат зошто. Ова ми замерува, никогаш не... Иако го зборам, ама не сум го кажал јасно. Ајде, еве, еден проблем да решиме. 913 се дели, најголемиот Македонија, најголемиот дел припаѓа на Грција, така. До некаде десетина години таму нема никаков проблем населението. Се зборува на македонски, надписите се на македонски, така натаму. Се случува 23-та, мислам, беше таа војна меѓу Турција и Грција, и таа размена на територии. И тогаш доаѓаат, нели, Грци од Турција и влегуваат во овие словенски населени на места и почнува проблемот за македонците. За да тргаат сега тие со едни шовинистички, нели, нивни доктрини да го бришат народот, дека нема таму други, само грци се, нема македонци. И тоа наши тие во невидена тортура се. Повеќе од 13-та до денеска има 110 години, така? Така. Тоа население, тие браќа таму што се во Македонија, се очуваа како македонци. И тоа им смета. Значи, ако ние влеземе во Европска унија, ние не бараме са што викате војна граници, не. Ние си ги бараме правата на македонци. А правата поттекнуваат и имоти. Имоти кои и голем дел од нашите што излегуваат таму, државата им ги зема имотите. Сега треба да, а тоа не застарува, нели? Имотен лист ако имаш и тој не застарува. Значи, конкретни се проблемите што они јас знаете што јас имав една колумна пред овој Преспанскиот договор, каде што се обратив, насловот беше диадохите се уште траат, до премиерот Ципрас, тогаш и до грчка интелигенција го поставив, колумната ја има, ќе ви дадам книга. Истото прашање го поставив. Луѓе, вие сте пред нас во Европска унија, вие сте пред нас во НАТО. Дај наметнете се како лидери на Балканот. Дај да живееме, ние откако решија да тие влијанија, нели, руско и австро-унгарско, ние сме буре барут. Вие сте пред нас, дај бидете лидери. Мислам дека едини играчи со кои играат тоа се албанците и ништо друго не ги интересира од македонци, срби, било кои, бошњаци, ромите чат пат нешто со Сорос,
kao da im se pomogne, da im se dade, ama sve drugovo niz voda je pripremno. Значи, To je да го чувството. довршим ова само со Грција. Не, Значи, не е се завршено. одеднаш сега, ако ние влеземе во Европска унија, нели, бидејќи Добро. исполнивме НАТО, не знам што, са нормално дека треба да ги дадат тие права. Што Добро. значи права? Дека тој треба да има на македонски надпис на продавницата, на школото, на така натаму. Што Они нека проблем? да го дадат. Ама што треба ќе они да кажат што им е нив проблем. Што им е нив проблем? Значи, А со бугарите? со бугарите исто. Колку имаме 14 пресуди за македонците што не ги даваат. Све тоа знаем. Што ќе правиме? А што ќе правиме? Веднаш ќе го раскинеме договорот. Тој не е договор за добрососедство. Договор. Нема пријател во НАТО и во Европа кој нема да не оправда, верувајте. Нема договор у кој ти те тера да се откажеш од свој идентитет. Да, албанскиот фактор звецка со оружје. Века, ако вие не правите, ние се цепаме и идеме за Европска унија. Ако вие нека се цепат. Ако не ги ставите бугарите во уставот, затоа што е тоа се видите. Ај пак да се навратиме. Да се навратиме. Значи, ама тоа е риторика. Ја ви ја пренесувам само риториката која е во јавност. Ама еве јас не застапувам јас став. Не. Значи, мислам дека беше 1865 се враќаме. Се прави Балкански сојуз, за да се истера турци. Потоа, Бугарија и Грција прават серија од договори кои пропаѓаат затоа што цар Фердинанд, нели, од Саксо-Бугарската династија во Бугарија, и тие договори ги во корист на Австро-Унгарија. Имаме два судари и тие продолжуваат. Едниот интерес е на Австро-Унгарија кој ќе се истера Грција да влезе, нели, до Солун и на Јадранско море, нели, Австро-Унгарија е број еден сила во тоа време. Зборуваме пред Балканските војни. Значи, тој е нивниот интерес и тука наоѓаат они. Тука е тоа 1911, мислам, албанското востание. И претходно и другиот судир е судирот што иде од страна на Русија. Они пробуваат со Сан Стефанска Бугарија да го постигнат истото. Они да излезат на Јонско море и на Егејско море. Тоа е само на хартија. Берлинскиот конгрес е неколку месеци покасно, 1878, и тоа нели се растура. Се дава автономија што ние не учиме на Источна Румелија со главен град Пловдив. И се дава член 23 автономија на Македонија. На Румелија 7 години е автономна држава, на Македонија не и се дава. И тие два судари се, бидејќи пропаѓа Сан Стефанска Бугарија, значи сега Русија сменува тактика. Таа сака да направи сојуз меѓу Бугарија и Македонија. И до 13 март, мислам дека беше 1912 година, се прават неколку обиди за сојуз меѓу Бугарија и Македонија, нели, Русија 30 години е јасно дека Турција ќе биде истерана. Кој ќе ја заземе Македонија? И бидејќи веќе Албанија станува, нели, држава и така натаму, тогаш Русија, за да ги отствари своите стратегии, носи одлука дека сојуз меѓу Бугарија и Македонија може да се направи само ако се подели Македонија. И сега е прашањето до бугарите. Ако Македонија била нивна територија, неослободена, зашто правевте сојуз со Србија за да делите својата територија и својот народ? И тој сојуз точно стои, или опишана е граница од Паланка преку Велес до Охрид, каде што е проблематична зона, другото не е проблем, ќе оди во Србија или во Грција. И тука е тој суди што го рековте, нели, на повторно, нели, меѓу, да речеме, Австро-Унгарија у продолжение сега на западните држави, за тоа влијание да се спречи на Русија. Меѓутоа, мислам дека сега тоа што, еве, геополитички е сменето, после распадот на Советски сојуз, нели, пред тоа се царска Русија и така натаму, од 1990 кога беше, значи Русија сега почнува да се интересира повеќе за својата историја, за своето минато, и мислам дека сега веќе таа Русија, од која пречи на Илинденското востание, заедно со Србија и Грција, значи има 30 годишен период, сега сметам дека сосема поинакви ставови има и слушам изјави дека македонскиот јазик рускиот јазик е дојден од Македонија, дека православието, и тоа е точно, 988 година кнезот Владимир прави брак со принцезата Ана, таа е сестра на, знаете, сите се они цела една фамилија заедно, па дури и руската царска, бугароубиецот, и сестра на Василија, све се они една иста фамилија. И 3 века прават кронисување на царевите најчесто во Охрид. И тоа најчесто се правело и
се правело за да има мир, затоа што се колеле за најситна работа. Вака имало... Значи, кога ќе видите историјата, Источно Римско царство, никогаш нема дисконтинуитет. Никогаш. Повремено влегувале бугари и срби, кога имале проблем, нели, таму на југ со Турција. После тоа, после 20-30 години се враќаат, ги тераат таму од Добруџа. Значи, од каде сега овие теории дека... Значи, во тоа Источно Римско царство имаме 3 века македонски династии. Тоа е фактички Македонското царство. И не може Тракија, Македонија, тоа се држави стари илјадници години. И тој јазик е од тука отиде на север, не е обратно од позади Карпатите. Видите ги историски, секоја година се знае и пред новата ера кој бил цар, која му била жена, кои му биле деца и цело време во Источно Римско и во Русија, кнез Владимир. Како тоа за некои дошле таму не знам колку милиони, а они се 5 милиони сена се во Украинска Русија, па со трски, нели, го препривале Дунав, не знам, 20-30 милиони и се прошириле на Балканот. Значи имаме еден фалсификат на историјата и мислам дека тој фалсификат го веќе руската наука и си зафати став и мислам дека вториот пријател треба да не биде Русија, затоа што они мислам дека веќе сватија дека ако ја нема Македонија, ги нема нивните корени. Ако ги нема нивните корени, онда тогаш лесно ќе бидат плен да бидат распаднати и Русија. Тоа што мене не ми се допаѓа, сега јас во денешната колумна напишав, ако Македонија се корените, Украина е стеблото, а Русија се нели гранките со лисијата, со што сега и Украина и Русија самите нели го сечат стеблото и ќе не исушат сите. Ако бидете председател, дали ќе изговорите Република Македонија? Да. Секогаш. Дали вие ќе бидете приморани на документи, вие ќе морате да се закондете на Северна? Не, документите нормално се таман работа. Ама мене тоа ми смета, луѓе. А чекајте сега. Кога бевме Република Македонија, ние викавме Македонија, зошто са не тера да викаме Северна Република Македонија? Ме разбирате? Документот си е документ, да, ќе го потпишам, ама зошто морам сега и кога треба и кога не треба да кршам јазик да сум кажал Северна? Па не кажувавме ни ФИРОМ, не кажувавме ни Република Македонија, не кажувавме ни Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Така, викавме Југославија, тоа се подразбира. Званичното име си е тоа. И не може да бегаме, ниту можеме да бегаме, НАТО ни е предобивка. Значи не може, не знам како некои граѓани очекуваат са ние, да, ќе ги избркаме американците НАТО, мислам, тоа се глупости. Ние прескапо го плативме членството во НАТО, така. Така е. И тоа ни е предобивка безбедносна, особено во овие времиња. Меѓутоа, ние не седнавме со тие пријатели од НАТО да им речеме, чекајте, луѓе, ние сме са партнери. Како са нашиот партнер, утре треба да војуваме, така, или, не дај Боже, треба да ни го чува грбот, а тие не подкопуваат, ни бараат имена. Ќе потпишете ли промена на закон за влегување на бугарите во Уставот? Не. Не, јас реков јасно. Толку, не, значи, ништо нема мора објаснување. да се раскине тој договор за добро соседство. Така. Да се разговара зошто го прават Бугарија во ова, кој им е цел? Затоа што мислам дека им виткаат рака странциве на нашиве да прифатат сето тоа. Не, ама кој интересот на Бугарија? Така. Кој интересот да ние живееме постојано во некакви немири? Ја имав неколку големи интервјуа, Илија Димовски овдека беше најдетален, ми се чини, другиве малку и се подуплашени заради целиот притисок. Многу детален и искрено да ти кажам, многу добро ја познаваше, ми изненади, но ја немам пак цврст да кажам реченица зашто го прават ова. Еве, не ни го признав. Како ќе се распадне тоа Бугарија ако не признаат нас како македонци, македонскиот јазик и дали било 45-то? Што те боли бе од која си? Признај го бе, 21 век сме. Мислам, смешно е, нонсенс е. Само да ви информирам дека имавме неколку чудни моменти. Ја одамна не правев лайвстрим, после подолго време стримавме во живо. Имав прекин, имам фотографија од прекинот, поради некои поплаки дека сме пуштале музика за време на разговор, сме пуштале музика без авторски права.
Имаме време, сакам да го Не слушам музика, викам, не знам кај е музиката. Ама не знам ни ја, пошто одрежија ми рекоа исклучи го компјутер, не што свири, ова дрвова свират, шупелкиве. Сакам да кажам дека што ми е драго, може би вас нека ви биде ментално чисто, некој изреагирал за ова. И нели бидејќи секој може да го пријави секое видео, а он без да размисли, алгоритмите прво ќе блокира. Тоа ми го прават и мене постојано, нели преуват насилство, преуват било што да кажеш и те блокира, било што спонзорирано, ми го одобрува и после ќе го пуштат од кој ќе проверат. Ама важно да го искине чаламо. Значи моите информации се дека вашево интервју ќе иде на 3 платформи: YouTube, Rumble, кај нашиот канадски македонец, и на Rutube, и сега имам и на руската нивна платформа, и чепкам да видам дали има кај кинезите, индиците, кај бразилците, каде ќе има, на сите ќе ја ставам за да нема никаков проблем. Ќе се вратиме уште нешто, ова е повеќе реторички колку за гледачите, да им кажеме дека сериозна е борбава за во политичкава трка, а очигледно дека некој ве смета дека сте фактор, што е комплимент за вас. Па да, значи ги знам анкетите, ги знам нивните стравови, ги знам квалитетите нивни, значи немаат уште платформа, немаат став. Едно од клучните, кога се крши секој човек, беше баш тоа што го спомнавте за бугарскиот документ. Еден од мотивите ми беше што мојата матична држава, високите луѓе излегува, добро, ама ќе виде последно барање на бугарите, ќе прифатиме и да важи од како демек многу. Ја тоа слушам 30 години. Дека да важи од како ќе влеземе Европска унија. И кој ќе влеземе, ќе нема македонски јазик више. Ви текне 2000. Па тоа беше само баш... да го смениме името. Само да го смениме знамето. Само само рамковниот договор. Само територијалната поделба, па само името да го оставиме, па само ова у бугарите. Ова е после. Не, веќе не верувам, мислам луте човек да... ама... Што ова е мрцварење. Пак е клучно тоа. Што ние имавме, пазите се, имавме 11 години... Требаше све да одбиеме од почеток. Не. Народот 11 години даде апсолутна власт на една партија. Председател, парламент, влада, општини. А ја мислам дека ако беа помалите, уште полесно им се витка рака. Не требаше се витка рака. Требаше да кажат, да бидат реални. Во тие разговори беа, значи имаше луѓе, вие преговарате, ако или одбите ги преговорите или попуштајте, нели? Се од тоа попуштање ние отидовме у најлошата варијанта. Значи мора да се каже реално, луѓе, ние, јас пак ќе речам, ние дури мене не ми смета за надворешна употреба и да остане ова име. Ние внатре да не чепкаат, идентитетот да не ни го чепкаат, да не ги чепкаат правата на македонците, не само во Грција и Бугарија, и во Албанија, меѓутоа и во светот. Сега се загрозени македонците во светот. Не е мала бројката, над 600.000 се македонци во светот. И се загрозени. Значи, замислите сега, ви одите во Австралија со едно име, со едно знаење, со една држава, со еден пасош, треба да се вратите со сосема друго. Така. И ќе биде така. Мислам дека не може и диаспората да седи од таму и да нимавте и вие вака да правите. Тоа требаше да биде севкупен заеднички процес. Кога ни ги гасеа медиумите, кога имавме блокади, кога имавме тотален медиумски мрак, кога баравме помош, диаспората вика, па не знам ја што знам таа ова она. Јанко, сега сакам да кажам. Јас ве памтам. Диаспората ја направи израелската, еврејската диаспора го направи Израел. Израел не може да избере денеска влада и председател, а да не се состанат и да добијат поддршка од севкупната белосветска диаспора еврејска. Генерално кај нас се мисли, што има тие со нас? Тие што има со нас, значи за нив и пофалби и поплаки. Таа диаспора да не постои, ние економски крахираме. 2 милиарди влегуваат овдека секоја година. Тоа се пари од нигде фрлени. Тоа е како нафта да има да вади земја. Ама и у клучни моменти диаспората не се снајде кога требаше да биде за името, за све. Не се создаде таа синергија,
народот овде и народот надвор, за да се даде силен отпор. Они мислеа дека ако ние искачаме пред собрание, е завршена работа. Не, требаше пред секоја влада, пред Капитол Хил, пред секоја влада, пред нивните собранија, Германија, Австралија, Канада, Велика Британија да се протестира и тогаш можеби ќе можевме нешто да спасиме. Па можевме, ма вака се. Зошто е тоа така? Че ние имаме држава. Имаме амбасади, имаме амбасадори. Дали еднаш ме повикале на анализа да видиме тој колку се тие амбасадори се изредиле во Австралија од 90-та година? Па ние уште немаме чист список колку македонци живеат таму. Ме разбирате? Тој амбасадор дали направи соработка, дали ги држи тие луѓе таму. Тоа е испреплетено е. Не може ниту само ние, ниту само они. Кога веќе имаме држава, кога имаме институции, тој амбасадор треба да делува, треба да се грижи, треба да направи економски соработки. Да овозможат бизнис на тие луѓе. Пред се бизнисот го врти светот. Има едно прашање и вика, и сега ние од диаспората што да правиме? Ја викам, мојот одговор биде, ништо не може да правите. Штом прашувате што да правиме, изгубено е. Бидејќи диаспората не треба да работи, не треба Вело Марковски или Јанко Илковски да им кажат што да прави. Вие си имате своја патриотска свест и одговорност. Ги изгоря. Пушти пари, пуштаат пари, парите ги нема, се прават некои протести, автобуси, не знам што е, се пушта. Сите оние што беа протести организирани со пари од диаспората, парите отидоа по грчки плажи, по Турција и купување нови автомобили. Така, значи нив ги горат. Меѓутоа, законски. 600.000 имаме луѓе, 200 во Австралија, што се во избирачки список. И само вика вака, за да гласаш, треба да се пријавиш, електронски е пријавањето. За да гласаш треба да одиш 3000 км. Знам, ја знам целата процедура. Сега. Што сакаше да ми кажеш ти мене, те знам ја нешто. Добро. Ти избега мислата. Не ми избега, него ме прекинавте. Значи, мислам дека периодот 94 до 96 единствена, не беше единствена, беше не знам, Ајден беше нели фокус тогаш, опозиција, меѓутоа вашава емисија беше една од најжестоките борци за новинари, демократија, од права. 2001 е мојата. Не, зборам. Не. 103 радио? Не, ова од 2001 Да, Јади Бурек е 24 години. Да, од 2001 е. 96 до 2001 јас сум во радио. Времето пред да дојде Груевски на власт. Да, ја. Таа емисија беше клучна, кај што викавте гости, кај што се критикуваше тогашната власт нели од 2002 до 2006, тој период збор. Тој период. Така? Така. Имавме опозиција која цело време се жалеше дека нема медиуми, дека нема ова, дека нема. Дојдоа на власт, што се случи? Што се случи? Се затвори А1, се затвори Фокус, значи све што им сметаше, така го направија спротивното. Не можеме ние само да критикуваме една страна, значи гледайте, опозиционен новинар, телевизија. Јади Бурек беше избркан од Сител. Така, телевизија, новина. Тој ти е чувар на власта. Како то ти го затвораш? Па тој ти кажува кој од твоите не работи, така? Па тој треба да го наградиш, тој таа влада ако е паметна, тој што му кажува со реални, нели, неизмислени афери, тој треба да го чуваш како капка вода. А ние што правиме? Уби го гласникот, така? Затвори му го медиумот, избрке го, ние сме најдобриот и никој не кажува, ама не е така. Не е така, не затоа што не кажува. Ние имавме една смешна ситуација, само еве на ова, играме шак со некој пријател и вика, леле, вика, Владо Димов, како ви го среди здравството? Сега го гледам, човек, јас сум у здравството. Ти што збориш, нема врска, бе, хаос сме. Како хаос, нели, никогаш вака не било добро. Знаеш, кој имаш 20 бота како што ги имаат или 20 на плата за да те фалат и да ти дигаат его, значи не тоа е далеку од реалноста. Па така влада е СДСМ. Ние ако се свртиме да ја ги наоѓаме сите милион мани има во ВМРО ДПМН и во опозицијата. А за тоа време, со туѓи пари, мамата ви ја расплакува СДСМ преку Сорос, преку USAID, преку холандска амбасада, германска амбасада. Сорос, да застанеме до Сорос. Колку кандидати за председател имаме сега од Сорос? Што биле повремено Сорос? Не, знам што сакате да ми кажете. Добре. Во ред, имаме телевизија. Дека Гога сакала, дека Гога имала адреса од Сорос.
Сакам да ви дали е кажам, само она, дали неверојатно беа ми и е. другиве. Не е битно. Имаме се ли е телевизија легитимно, сега? Ама целиот ваш гнев вечерва. Значи, ја не ве критикувам, ја само обзервирам, бидејќи I don't give a damn. Ја стварно ничив сум. Целиот гнев ваш вие на опозиција и ВМРО да помане. Ја за СДСМ, па мислиш дека ние сме го имале Жак Преверов дека ги водам. Немаме време, ќе ве извинам. Значи ви дадов, сат и пол збориме. Ви реков дека да повториме. Каде можат да ги дадат гласовите оние што сакаат за вас. Така, Нели се договоривме на почеток? Да. Значи можат во сите подрачни единици. Добро. И законски е кај нотари. Јас имам посочено неколку нотари. Тоа се Андријана Ѓорѓевска и Јана, мислам беше и презимето може да сгрешам, што се во аеродром и Ново Лисиче. Имам нотар во Драчево и нотар во Делчево. Меѓутоа, Левица посочи 102 нотари. Чекај, оставите Левица. Не. Вие имате неколку нотари. Значи по закон дозволено е да се дава подписи пред нотари. Во ред. Дали тоа има посебни кои нотари и кај кои нотари тоа треба да се иде? Тоа сакам да го објаснам. Значи, јас имам нотари, меѓутоа прашањето е, утре треба да го расчистам со ДИК, тие се многу љубезни, дали сега нотарите што ги дале другиве партии можат да однесам образци се викаат, тие се прави записник и кај нив. Тоа беше дилемата, тоа сакав да го. Кога ќе се дознае тоа, каде ќе го објавите за да го видат? Па тоа стои на моите 5, што се и тие на господинот Јакимовски има 20, и тие стои 2 или сите нотари се кај Левица, ги има на веб страната, на така е законот. Значи мора да 2 дена пред тоа да ги пријавиме за да ги објави ДИК. Ги има на ДИК таа листа. Меѓутоа, бидејќи Левица ги има сите нотари, тоа сакав дилемата е дали може и за друг кандидат кај секој нотар, бидејќи Левица ја симнала цела листа на нотари и ја пријавила. Ме разбирате? Добро. Дали мислите дека народов што би сакал чита ДИК, страници на ДИК, па ќе се информира од таму? Па видите се што можам да правам. Можам на мојата Facebook профил да кажам ете пак уште на кои се нотари, колку ќе биде читано, колку ќе биде пренесено. Значи вашите поддржувачи неверојатно можат да го шернат тоа и повеќе една полесна процедура, значи нотарите се блиску до местото на живење, значи не мора кола да се пали, полесна е процедурата. Така да премостуваме некои проблеми што ДИК не ги премостила на време. Така, и вие значи само откако ќе дознаете дали можете тоа да го правите, да однесете образци со записници. Јас имам однесено значи во неколку. Во аеродром Ново Лисиче, во Драчево и утре одам за Делчево да однесам. Значи тие ми се однесени. Само ќе треба да им кажете точно каде у аеродром има 10 нотари. Ке стојат, Андријана Ѓорѓевска е кај... Немојте да кажувате имиња, никој нема да запамти ако нема кај да кај кафаната на Леј. Кај кафана може? Како сакате, другиот е кај Рамстор, кај стариот Рамстор, тие се. Удрачево еден нотар е, го знаат. Јас сакам да ви помогнам, ви велам дека изговорено во телевизија не се памти. За адреса кој и каде. Се памтат идеите, се памти ставот, се памти тоа. Али треба, ја немам ни текст да им, треба да препишам. Не бевме спремни за тоа. Најдобро е, значи, на вашата Facebook страна. И ја мислам, не гледам зошто некој би можел да го безецира нотарот само исклучиво за една партија. Мислам кај нотар, ако треба и 10, зошто да не, не му смет. Веројатно нема правен проблем. Тоа што утре ќе прашам стручните правни служби во ДИК и ако ми дозволат, ќе кажам кај сум однесол записници. Кога ако соберете подписи, потребни се 10.000, така? Имам две работи у глава, не знам. Не ве закачам за слободно. Не е за вас, него за една друга идеја, ама ќе го ставам ја во колумна тоа. Стара ми е, се повторува. Дали ако соберете 10.000 подписи ќе идете кампања некаква? Да.
Па мора да правиме кампања. Добро, не знам. Кампањата е законски 19 дена. Каква ќе биде вашата кампања? Со мини трибини. Мини трибини, значи нема потреба од големи митинзи и така натаму, нема потреба. Меѓутоа овие трибини се средби со граѓани, така мислам. И во тој законска обврска и на медиумите веќе тогаш веќе мора да известуваат. Иако тука имаме сега, знам дека е времето кратко, меѓутоа имаме, знаете, јас имам право на 10% билборди, законски, и да имам пари. И имам, не знам, дали беше 3 или 5% на тие информативни емисии прикажување, што не е во ред. Ја никогаш не сум бил у кампања, не знам ни колку, нити некогаш имало реклама кај мене. Законот вика, двете владеачки партии имаат 45%, двете опозициони партии имаат 45%. Никој не може да ми објасни на кого тоа председателот му е опозиција или власт. Ме разбирате? Кога имаме парламент, ама тоа се подразбира од парламентарните. А кој како се сега власт? Како ќе финансирате кампањата? Еве и да е бензин, сендвич да е, еве вашата сопруга со вас, неколку пријатели, роднини, све што до сега си има трошкови, не се си покривам од мојата картичка, од плата кај што земам и си покривам од таму. Знаете што, бидејќи премногу имам, сега имам право веќе да отворам сметка, уште не ми е отворена, можам да побарам. Законско право ми е да побарам донации, можат граѓани до 3000 евра, фирми, Немате донатор некој за вас? Нема ли најава дека ќе ви помогне некој? Па не, знаете, јас би го искористил законското, значи има сметка, на мојата сметка треба да влезат пари, значи ако има некоја компанија може до 30.000 евра, поединци до 3.000 евра и тие пари наменски се прави и за време на кампањата извештај како се трошат и после кампањата. Значи, и видите, ова што се кажува 500.000 евра, милион, па еве ќе отворам, значи имам 2 дена најрано после започнување на распишување на избори, 2 дена најкасно од како, значи ако јас соберам потписи, а не нели тоа се завршува у петок, фаќа сабота, недела, ако не отворам претходно сметка, ќе ми отфрлат кандидатурата. Ако соберете потписи, мислите ли дека ќе соберете? Да. Дали ќе идете у прв круг? Дали ќе поминете во прв круг? Да. Ако не скоро сум сигурен. Ако не поминете, дали ќе ги повикате вашите симпатизери за кого да гласаат? За тоа не сум размислувал. Мислам дека во принцип такви повикувања не се баш демократски, меѓутоа можам јас да кажам кого би поддржала. Луѓето што мене ме поддржале, сигурно тие ме поддржале од некакви идеја, тој ниту ги имам. Збориме за кандидати кои се активно во трката. Кои ќе останат двајца кандидати. Сега да видиме кои ќе останат, како ќе останат, значи можам да останам неутрален, можам да дадам поддршка, ние не знаеме кои ќе влезат. Меѓутоа јас мислам дека главната пречка ми се собирањето на потписите, дека мислам дека помал проблем ќе ми биде да влезам во втор круг него собирањето на потписите. И може и затоа е тој гнев, јас се извинувам ако бил толку видлив, меѓутоа зошто ми се извинувате мене? Не, на јавноста, затоа што пак имам податоци за многу непријателства или некои моменти од што не би требало, затоа е гневот, нели? Господине Марковски, ја ви благодарам. И јас ви благодарам. Мислам дека ви дадов максимален простор, дека се разговаравме. Може би ако не се доискажавте, се извинувам, сепак е ова доволно кажавме, мислам, ви благодарам на поканата, сосема е доволно, крај на муабетите нема никогаш. Така е. Добар сте, речит човек сте. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.